сакам јас да земам право на реплика. Дозволете заради тоа што во репликата на господинот од правната служба бевме спомнати како дојдени со рацете во џеп. Колку што мене ми беше тоа, мислам дека апсолутно не стои, не е долично за изјава на ваков собир. Ние, ако јас не сум дошла кај вас, дошле службите кои што работеле на составувањето на дневниот ред. Одлуките кои што се прилог од јавното предпријатие за паркинзи центар се викаме како информација. Тие не се одлуки кои што ние ги донесуваме. Овдека вториот, и последниот дел од дневниот ред да се превземат конкретни мерки за надминување на истата, тие ќе произлезат од расправата. Не дали е некој со рацете во џеп, дали некој не е во рацете со џеп. Мислам дека расправата не носи на сосема погрешна линија. Ако сакаме сите да се дискредитираме, можеме ние до утре сабајле, секој од нас према своите специфики, стручности да дискредитира секого. Мислам дека не е тоа во ред. Аладжајков бараше. Благодарам. Во име на советничката група предводена од Социјалдемократскиот сојуз, во интерес на адменување на проблемите со новонастатата ситуација, давам 3 предлог заклучоци, кои се надевам дека колеги од ВМРО ДПМН ќе ги гласате заедно со нас. Под 1. Се задолжува јавното предпријатие на паркинзи на општина Центар да ги превземе сите потребни мерки и активности за добивање на пропишаните дозволи и согласности за вршење на дејноста и да бара од надлежните служби на градот пролонгирање на рокот за изготвување на потребната документација до конечното завршување на постапката за добивање на согласност и сообраќајни решенија, а која е веќе во тек. Се е со цел да може да продолжи со редовно обавување на својата дејност паркинзи на општина Центар. Под 2. Се задолжува градоначалникот на општина Центар да спроведе внатрешна контрола на актите кои се однесуваат на јавното предпријатие за јавни паркиралишта паркинзи на општина Центар и другите предпријатија кои се допринесуваат со јавни паркиралишта, а се на територија на општина Центар. Целта на задолжувањето е да се утврди дали е сторена повреда или пропуст во однос на вршење на дејноста од основање на предпријатието до денот на донесувањето на овој заклучок. Рокот за спроведување на внатрешната контрола се ограничува на 15 дена со оглед на тоа дека станува збор за предпријатие кое врши основна надлежност општината. Под број 3. Се донесува заклучок за измена на финансискиот план на јавно предпријатие паркинзи на општина Центар за 2013 година. Согласно новостанатите околности, потребно е намалување на сите трошоци на предпријатието согласно усвоениот финансиски извештај. Се задолжува директорот на јавното предпријатие за спроведување на овој заклучок. Благодарам. Овие мои предлози се стават на гласање. Благодарам. Горет Уливски. Вака сега, јас имам 2 забелешки на заклучоците, поточно на заклучокот 2 и заклучокот 3. Значи, добре е да предлог одлуката на паркинзи на општина Центар, која што ни ја дајам во прилог, биде преформулирана во заклучок, значи може би некоја таква форма да се најде, но не се согласувам со делот кој што вели и другите предпријатија кои стопанисуваат со јавни паркиралишта, а се на територијата на општина Центар. Бидејќи градоначалникот на вистината сега, да не го оставаме и човекот малку незгодна ситуација, нема ингеренции да врши контрола на други јавни предпријатија. Како градоначалник кој што именува директор на јавното предпријатие, сега конкретно едно, паркинзи на општина Центар, тој има ингеренции тамо да врши контрола, не може на некои други јавни предпријатија да врши контрола. Во ред се согласувам до тоа. Тоа е едната, само да завршам, се извинувам. Тоа е едната работа. И другата работа, заклучок за измените на финансискиот план. Пак ќе се судриме со правниот дел. Ние не можеме заклучок за да дадеме со кој што, не знам, го усвојуваме или даваме некоја согласност. Ние мора да донесеме одлука за давање согласност на одлуката за измена на финансискиот план, што пак не враќа на местото каде што претходно во правниот дел, да не кажам, заглавив. Така да првиот заклучок до некаде ќе видиме, ќе се координираме ние како советничка група,
Ние немаме некоја начална забелешка, но пак имаме начален став за кратко време и официјален. За вториот заклучок сметаме дека треба во оваа насока да се смени, а третиот заклучок треба да се остави на страна. Не можеме во таа ситуација да го формулираме. Директорот си има, значи, дадено предлог одлука што неговиот управен ја дал и ја изгласал, а тоа е одлука за измени и дополнение финансиски план. Ние како совет согласно статутот на општината и закон за локална самоуправа може да донесеме одлука за давање согласност, а не некој заклучок кој што реално пак не може да има сила како што треба да има и како што е согласно статут се бара. Тоа е тоа. Благодарам. Ладжајков, да. Директорот, повелете. Добро, јас би се заблагодарил, пошто начално што ги слушав дискусиите, гледам начално сите се сложни дека треба потребно да се донесат некои заклучоци и секој кој што е надлежен во својот дел да си превземе некои мерки како би се надминала оваа ситуација и би се помогнало на јавното предпријатие да не претрпува повеќе штета. Би ве замолил, значи, овие заклучоци зашто ни се потребни. Значи, нас ни е потребно само, пошто вие сте основачи на ова предпријатие, да се задолжат службите кои се должни и кои што ги порачувале тие проекти, да побараат времена мерка за тие проекти, такви какви што се, односно за фактичката состојба, бидејќи ако немаме таква времена мерка, можат комотно да дојдат и све да отстранат и да го уништат и паркирањето во општината и да нанесат огромна штета на предпријатието. Затоа после повлекува тоа и промена на финансиски план, отпуштање од работа. Значи јас ова го замолувам за да можам да ги заштитам и вработените и пред се граѓаните на општина Центар да не се уништи паркирањето. Затоа ве молам, договорете се, формулирајте ги овие заклучоци пред се за доброто на предпријатието и пред се заради граѓаните на општина Центар. Благодарам. Ладжајков, повелете. Да, во рете колега Илјовски, значи во вториот предлог заклучок да се задолжува градоначалникот на општина Центар да спроведе внатрешна контрола на актите кои се однесуваат на јавното предпријатие за јавни паркиралишта паркинзи на општина Центар. Тука завршува. Благодарам. Рангелова, повелете. Не знам зошто уствари ова го баравте од нас кога ние не сме му попречиле на директорот, значи да ги изменува проектите, да бара одобрение, значи вие тоа си го имате, значи мандат си имате, вие сте, значи директор на тоа предпријатие. А во однос на финансискиот план и бркањето од работа, вие не прашавте која нови 33 сте вработиле во предпријатието? Ви благодарам. Дали имате реплика? Барам збор. Имаме расправа. Имаме расправа. За спомнувањето реплика бара за. Греб. Градоначалникот има Јас реков, повара. вистината е како шило, врти излезе, тука се медиумите, јас ќе ви ги дадам сега вие рековте пред јавноста, јас ќе ви дам двете програми и вие пред јавноста, пред нас, да покажете каде во изборната програма баравте бесплатно паркирање. Повелете, Благодарам. покажете. Повелете, Рангелова. Градоначалниче, ја нема да глумам театарче лево ќоше на сред седница, кога ќе заврши седницата, ќе излезам и ќе ви покажам и ќе ви дадам тонска снимка каде што директорката, да, на паркинзи Центар, кое што беше во мојот мандат, значи градоначалникот Тодоровиќ, кога јас бев советник, излезе и кажа дека во општина Центар ќе има бесплатно паркирање и веќе практично го воведе. Ќе ви ја достава? Значи, вистината е како шило, врти излегува. Па, ама вашите вистини нешто не излегуваат. Мојата вистина е секогаш последна, градоначалниче. А јас сега ќе го побарам и ќе излезам. Рангелова, ќе ве молам, Ладжајков, повелете. Предлогот на гласање ако може да го ставите за По предлогот и расправа за точката на право на расправа. Благодарам. Трпете. Благодарам. Значи на почетокот на денешната седница ги слушнав излагањата на директорот на паркинзи на општина Центар и на градоначалникот и очигледно дека новонастанатата состојба произлегува од самата прва реченица која што ја даде градоначалникот во неговото излагање, односно како што кажа, проблемот ќе треба да го извадиме од полето на политиката. Практично овој проблем воопшто не е ни во полето на политиката.
не е политички проблем. Ова е проблем од аспект на закони, и од аспект на правилници, и од аспект на почитување на тие правилници. Како проблем не е настанат со оваа политичка гарнитура која дојде на власт. Проблемот е од претходно. И со тек на време се разрешуваше. За волја на вистината еве да видиме, да погледнеме некои документи кои што укажуваат на тоа дека овој проблем не е од сега. Имам пред мене едно писмо од градски паркинг кој што е упатено до паркинзи на општина Центар од јули минатата година. Ве молам процедурално, рековте колега дека ќе дискутирате по заклучокот. Ова што го кажувате не е тоа. Благодарам колега, треба благодарам, требаше вака доследни да бидете кога стана и градоначалникот да ги донесе изборните програми кога не беше во врска со заклучокот. Значи кога сте процедурални бидете до крај. Благодарам. Дозволете да продолжам и да стигнам до заклучоците. Председавача, ако може да ни ми создадете услови за работа, да. Да. Повелете. Благодарам уште еднаш на колегата Тагасовски за процедуралноста и за доследноста до крај. Значи имаме состојба која што се провлекува уште од јули минатата година. Каде што вели вака: градски паркинг го опоменува паркинзи на општина Центар и го известува дека согласно наведените решенија, да не го читам цел текст, за паркинзи на улица Мито Хаджи Василев Јасмин, на Свети Климент Охридски, Орце Николов, и замолува воедно веднаш да се отстранат информативните табли кои што ги има поставено во горе споменатите зони. Значи проблемов не е сегашен и не е политички проблем, градоначалник. Проблемот е во работа. Значи да се изработат проекти, да се добијат согласности, да се добијат мислења и целата оваа работа да има законска форма, а не политичка. И велите се случи насилно однесување на паркинзите, односно офарбани, обоени и слично. Не е насилно. Законот се почитува. Одлуките се почитуваат. Време на одлагање давано е уште од јули минатата година. И баш сега дојде. Баш сега дојде. Ајде ќе ви молам без да прво. Еве сега ќе ви кажам уште една битна работа. Велите, ние сме избрани од граѓаните да ги штитиме интересите на самите граѓани. Се согласувам, господин градоначалник, ќе го поддржувам тоа. Но дали ќе се согласите со мене да продолжам реченицата? Но да ги штитиме и да ги почитуваме законите и да постапуваме по нив. Значи, дали се согласувате? Цела оваа ситуација не е заради тоа што целиот овој проблем е политички. Тука беше спомнато дали има потреба од правни игри, не се ова правни игри. Ова е едноставно почитување на законската одредба. Зошто баш сега? Не е баш сега. Од јули минатата година почнати се опомените. Дали сега ќе беше некој друг градоначалник, дали сега е Жерновски, дали овој состав или не, законот се почитува. Ама тоа е идејата што сакаме да дадеме политичка конотација и низ призма на политиката да направиме помпа, церемонија и да спинуваме малку. Да, политиката не чини, овие имаат против, не имаат против. Документот е тој. Простете Трпевски. Дозволете само. Дискусијата е за заклучоците. Така, Вие цело време ви дозволите да зборувате, меѓутоа заклучоците не ги спомнате. Ќе стигнам до заклучоците. Ќе стигнам до... Зошто не го земавте зборот на градоначалникот кога стана програмите да ги носи, што нема врска со... Значи, бидете транспарентни и подеднакви. Јас се трудам да бидам транспарентна. Благодарам, одлично. Значи, дали на ова место сега е Жерновски, дали ќе беше Тодоровиќ или другите двајца кандидати кои што истрчаа на овие локални избори за градоначалник, состојбата ќе беше иста. Значи, тоа мора согласно закон да се заврши. Мора законот да се испочитува. Сега имаме тука многу друг битен момент. Имаме нов директор на градски паркинг. Се извинам за го погледнам логото, за паркинзи на општина Центар, кој што цел овој период требал да ги види опомените од минатото раководство и само да постапува по нив и да се заврши. Дали е направено, дали не би сакал да коментирам. Значи, најмалку што сакаме да се гледа овој проблем како политички. Благодарам.